Добро утро и од мене. Мој денешен гостин е отец Пимен. Отец Пимен, добре дојдовте. Добро ве најдов. Еве вака сега, многу актуелности се случуваат. Веднаш би прешло на прашања. НАСА откри нови планети на кои што може да има живот. Кажете ми, што правиме ако се појават Адам и Ева таму? Значи ние така учиме, така веруваме како православна црква дека ние сме центарот на светот, дека сме единствени жители на Сончевиот систем, може би пошироко, но доколку се случи да бидат откриени некои нови Адам и Ева, некои наши роднини, сигурно нема да се лутиме на братучеви, нема да се љутиме. Лимузина, магара или джип? Со оглед на тоа што низ мојата епархија сите цркви се во некои рамни градови, немам некои манастири надвор од градови што се на некои ридови, така да джип отпаѓа, зашто нема потреба од тоа. Магаре што лета, односно лета ниско, може да не сум сретнал се уште, и што поминува по 780.000 километри годишно, не сум сретнал, па затоа и тоа отпаѓа и дефинитивно остануваме на избор како лимузина. Како лимузина. Добро. Еве, денеска е прочка, нели, од кого вие би побарале прочка и дали доколку Вранишковски вам ви побара прочка би му простиле? Секако. Значи, кој да било човек да побара прошка, ние треба да му ја дадеме прошката, затоа што и посебно доколку тоа е од срце, доколку се побара прошката, и затоа и во останувен тој празник, значи секој на секој што му погрешил да побара прошка, да ја добие прошката, но и да ја даде прошката. Значи, дури тогаш би можел да профункционира тоа меѓу човечки односи. На кого вие планирате денеска да му побарате или веќе побаравте прочка? Па и јас би побарал прошка од сите. Од сите. Еве сега почнуваат, нели, и овие великденските пости кај да ќе почнат. Дали сега постот се важи за онаа работа? Секако. Значи постот не значи само воздржување од јадење на мрсна храна, туку воопшто на контролирање на нашите човечкови страсти и една од тие страсти, значи и брачните обврски. Така. Исполнувањето на брачните обврски влегува во тоа постење. Пауза. Прашање едно што лично мене ме интересира, поп музика. Зашто се вика поп музика, а не пеат попови во таа поп музика? Онда не би требало авторски права да бараме нешто да правиме или да се измисли нешто уште. Да. Поп. Уште еден свештен чин, рок. Дали има живот после смртта и дали има живот пред смртта во Македонија? Но пред да ми одговорите, ние направивме една мала анкета, па да видиме што мислат граѓаните за тоа. Дали има живот после смртта? Живот после смртта секако тоа. Ќе ви кажам за брзо. Па, зависи. Веројатно, не. Не се вратил никој да каже, валда нема. Тешко. Па може има, не знам кој ти каже. Јас мислам дека има, ја верувам во реинкарнација. Дали има живот пред смртта? Македонија не. За него да. Мислам дека не. Тешко прашање. Не. Па на survival сме сега моментално пред смртта. Преживуваме. Дефинитивно. Не. Па може од античка Македонија навака цело време има живот. Се преживува. Ете, што мислат граѓаните? Кое е вашето мислење? Дека има живот после смртта, тоа одговорно тврдиме како православна црква. Така. Но и дека ни е дадена можност да имаме живот и пред смртта, и тоа го тврдиме, затоа што Господ ни го дал дарот на животот. Но во Македонија? Во Македонија може да има, но не мора да значи. Значи зависи од нас, од користењето на нашата слобода и нашите интелектуални капацитети, колку ни дозволува да си го осмислиме тој живот и да го имаме. Така. Цртате портрети на тач скрин, на iPad, недавно имавте изложба. Да. Како поминавте на таа изложба? Преубаво, значи неочекувано дури го поминавме со изложбата, се продадоа сите експонати што беа, можеби уште 2-3 експонати останаа од тоа. Луѓето се заинтересира нешто од познавање на уметност, нешто од хумани идеи водени, луѓето се придружија на таа акција и навистина преубаво помина и парите стигнаа онаму каде што беа наменети, но и остана дел за да се помага и понатаму некаде. Така, одлично. Дали би можеле да ни го нацртате новиот премиер? Со задоволство, веќе имам визијата, но не сум екипиран со iPad-от. iPad. Со тоа што немаме iPad, тука завршува и нашето вечерашно интервју. Ви благодарам, отец Пимен. Благодарам на вас. А вие останете со вчерашно.